Во текот на Втората светска војна, во 1944 година, беше создадена современата македонска држава, која што, како дел од Југословенската федерација, опстојуваше се до 1991. Во ова историско време видлив е подемот на македонската нација, а македонскиот јазик и културно наследство беа вклучени во светската ризница на културите. Македонскиот народ доби шанса за целосен свој национален процуд. Се создаваше образовната мрежа, институции од културата, од науката, од образованието, значи од основното до се до високото образование и создавањето на првиот македонски универзитет на македонски јазик во 1949 година. Бројни пријатели и поддржувачи на Македонија во голем степен се посветија на изучувањето на македонската историја, јазик, култура и традиции, наспроти настојувањата на политичките структури на соседните држави да ја негираат националната посебност на македонците. После 1945 года, когда речь шла о создании македонского алфавита, то же самое приезжали в Москву, советовались с российскими учеными, поэтому эти связи, они очень важны, и эти связи постоянны. Во овој контекст, особена улога уште од 1968 година има меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, организиран од Универзитетот Свети Кирил и Методи. Со некои сознанија за македонскиот јазик, македонистите од странство се запознаваат токму на семинарот за македонски јазик и во една згусната форма. Сакам да истакнам дека тие имаат и информативни, но и продлабочени предавања, исто како што имаат и лекторски вежби во кои што можат да го учат македонскиот јазик на сите курсеви. Во овој контекст, особена улога уште од 1968 година игра меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, организиран од Универзитетот Свети Кирил и Методи. Бројните учесници на овој семинар се вистински промотори на Македонија и на македонистиката во светот. Стартот, првите 20, денеска веќе имаме над 4000 луѓе, странски научни работници, просветни, значи професори, студенти, кои поминале низ школата на семинарот. Тоа значи прв пробив на македонистиката во странство, во почетокот, а денеска представува трајно жариште на извор на странски слависти кои стануваат делумно македонисти или целосно комплетни македонисти. По распадот на СФРЈ и создавањето на самостојна суверена Република Македонија, наместо да продолжи трендот на национална афирмација на македонците, тие беа соочени со бројни историски хипотеки, проблеми и прашања наметнати од соседите, особено од оние каде што живеат национално непризнаени делови на македонскиот народ. Почнува една тешка, мачна борба на македонската држава, на сите влади од тој период па се до ден денес за меѓународно афирмација на Македонија под незиното уставно име Република Македонија, на кој се противи Република Грција. Така, при крајот на 20-тиот век, соседите се уште го пласираат националистичкиот романтизам на нивните големодржавни аспирации и проекти од 19-тиот век, иако таквите аспирации, за некого подобро, за некого полошо, беа разрешени во крвавите балкански војни и со поделбата на етнографската Македонија во Букурешт 1913-тата. По осамостојувањето на Република Македонија во 1991-та, плашејќи се од создавање на регион Македонија во рамките на Обединета Европа, нашиот јужен сосед Република Грција почна невидена дипломатска офанзива за бришење на името на Република Македонија и на македонскиот идентитет, историја и култура.
Бугарската политика обстојува на негирањето на посебноста на македонскиот јазик и на македонскиот народ. Српската црква води спор околу признавањето на македонската православна црква, додека пак албанските екстремисти, обседнати со големо албанската идеја, прогласуваат историски албански простори на Балканот, дури и онаму каде што никогаш ги немало албанците. Така, повеќе од 2 децении, македонскиот Јазол, како што ја нарече својата книга, еден од најголемите поддржувачи и пријатели на Македонија, поранешниот германски амбасадор Ханс Лотар Штепан, стои без разврска, токму заради сложените дипломатски игри околу Македонија и заради стратешките интереси на големите сили на Балканот во целиот 20 и на почетокот на 21 век. Човек кој, кога доаѓа во Македонија, не се осврнува површно како многу други дипломати кон македонската историја и не ги зема здраво за готово сите фалсификати на историјата кои со децени ги презентираат Бугарија, Грција во однос на Македонија, незината историја, македонското прашање, туку здраво седнува да ги проучи сите германски дипломатски архиви, особено политичкиот архив на Министерството за надворешни работи на Германија. Ханс Лотар Штепан е роден во 1933 година во Источна Прусија. Студирал стопанско инженерство на Факултетот за науките на културата и државата на Техничката виша школа во Дармштат. Во 1963 година на истата институција работел како асистент. Тука се стекнал и со титулата доктор на науки. Ханс Лотар Штепан бил првиот странски дипломатско-конзуларен представник официјално поставен во Скопје, во рамките на Генералниот германски конзулат, отворен на 8 април 1992, а подоцна станува и прв германски амбасадор во нашата држава. Одигра мощна позитивна улога во развојот прво на македонско-германските односи, потоа во стабилизирањето на Македонија во почетокот како независна држава, со својата поддршка на тие напори, исто така тој одигра многу позитивна улога со своите истражувања. Ханс Лотар Штепан ја презентира историската вистина во една длабоко промислена историска анализа во неговата студија Македонскиот Јазол, идентитетот на македонците, прикажан на примерот на Балканскиот сојуз од 1878 до 1914. Пројавува интерес и се запознава од историски аспект со македонското прашање. Неговата книга е на вистина антологија на македонското прашање во историски контекст. Оваа научна историографска студија е подкрепена со изворни документи, пред се необјавени акти на политичкиот архив на Германското Министерство за надворешни работи, така што наспроти бројните фалсификати на соседите со кои, вели Лотар, беше погрешно информирано за идентитетот на македонците, сега тоа може да направи една објективна слика за историјата на македонците. Така, во овој труд, преку педантна научна анализа, Лотар го докажува постоењето на еден засебен македонски народ. Не на еден бугарско-македонски, ниту на грчко-македонски, не на српско-македонски, ниту албанско-македонски, туку засебен македонски народ. Не секогаш во јавноста се присутни нашите вистини, погледите на свет се гледани преку други призми, и тогаш некогаш тие биле неповолни за нас. Ханс Лотар Штепан одигра клучна улога токму во тоа, значи да се погледне на Македонија од реалната страна, она што е позитивно за Македонија.
Почнувајќи од Берлинскиот конгрес 1878, но посебно по Балканските војни од 1912 и 13 година, тие ги повторуваат своите фалсификувани барања, притоа надевајќи се на тоа дека тие еден ден би созреале во неотповикливи вистини. Неговата книга, која ни е позната и се издаде и на германски и на македонски јазик, одигра исто така една улога на една документираност на сите тие негови тези во поддршка на Македонија и се разбира многу придонесе во информирањето на германската поширока јавност каква е реалноста во Македонија и каде е вистината. Покрај целокупниот личен ангажман на Ханс Лотар Штепан за промовирање и поддршка на Република Македонија, токму неговата книга Македонскиот јазол со богатството на изворни факти и научни толкувања е можеби наиздржаниот одговор на еден европски дипломат, влюбеник во вистината и почитувач на принципите врз кои се реализираше обединувањето на Европа, со силата на историските аргументи да и даде на Европската Унија поттик за надминување на спорот кој Република Грција од билатерален го издигна на ниво на меѓународен спор. Со силата на аргументите и со неговите широки демократски погледи, во битката за промовирање на македонската вистина, застана уште еден германец, долгогодишен пријател на Македонија и на македонците, македонистот, историчарот и публицист Волф Ошлис. Професор Волф Ошлис е роден на 29 септември 1941 во Источна Прусија. Основно и средно образование завршил во Германската демократска република, а потоа, како и многу други германци соочени со сталинизмот, пребегнува на западната страна, во Сојузна република Германија. Студирал славистика на Универзитетот во Хамбург. Денес е публицист за Источна Европа, а континуирано објавува статии посветени на Македонија, особено во мрежниот весник Евроазиски магазин и прускиот Allgemeine Zeitung. 75-та година за прв пат сум дошол тука во Охрид, Македонија и всушност морам да признавам дека беше взаимна љубов на прв поглед. Јас ја сакав земјата, јазикот, културата, душтвото и Македонија мене ме сакаше. Со Македонија е поврзан од 1975 година, најчесто како гостин на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, но и по други поводи. Слободно можеме да кажеме дека Волф Ошлис е еден од најревносните влюбеници во Македонија, македонскиот јазик, литература и култура. Професор Ошлис, како автор и коавтор на бројни трудови, е промотор на македонскиот јазик и на македонската држава. Води диалог со нецивилизираниот кодекс на однесување на одделни бранители на грчката мегали идеја, јасно ги разобличува големо албанските идеи на сметка на Македонија, како и бугарското негирање на македонскиот јазик. Посебно што, како што изјавува самиот, од предан бугарофил станал македонист, запознавајќи се непосредно со посебната македонска култура, народ, јазик и историја. Тој е дециден во ставот дека за еден непостоечки спор за името грците мобилизираат хистерија, дезинформација, параноидна едностраност, лаги, бескрупулозност, агресивност, подбуцнување и сето тоа колку што може повеќе да биде искористено против, како што тие знаат да се изразат, славокомунистичките бандити и свињарите од Скопје. Чесен збор, вели Ошлис, сето тоа се оригинални цитати од грчката расистичка омраза спрема македонците, собрани во една германска дисертација од 2012 година. Станува збор за правичен човек, човек што ја сака вистината и во таа смисла ја сака вистината, ја сака Македонија, ја сака вистината за Македонија. Можам да истакнам дека тој во рамките на своите ангажмани снимал доста емисии кои што директно оделе, би рекле, на германското радио, чиј што соработник бил тој.
Професор Ошлис е коавтор на првиот учебник по македонски јазик, објавен надвор од границите на поранешна Југославија во 1984 и во 1986 година, заедно со Вера Бојич. Во 2007 е објавена целосно преработена верзија на истиот учебник заради интересот за македонскиот јазик кој бил побуден во Германија. Меѓу другото, професор Ошлис преведува голем број дела од македонската литература на германски јазик. Всушност, неговата основна преокупација се македонско-германистичките врски, односно врските меѓу Македонија и Германија во историјата, почнувајќи од најстаро време, би рекле уште од времето на светите Климент и Наум Охридски, односно Моравската мисија, па се до најактуелните збиднувања во Македонија. Во 2012-та Ошлис ја објавува збирката студии за македонско-германската заемност низ вековите со наслов Гермакедонија. Во оваа книга, покрај длабокиот научен ангажман како комплексен интелектуалец и многустран познавач на македонската култура, јазик, историја и современи состојби, Ошлис се одушевува со својата човечка искреност и приврзаност кон македонската земја, нејзиниот народ и историски вредности. Поради ваквиот негов творечки ангажман, меѓу другото, во 2003 година беше прогласен за почесен доктор на науки на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Истовремено, тој е добитник и на наградата Духовен воин, што ја доделува меѓународната манифестација Македонски духовни конаци. Во низата македонски пријатели и посветеници на вистината за Македонија, кои со нивниот научен ангажман го афирмираат македонското име и јазик, неодминлив е професорот на Чикашкиот универзитет Виктор Фридман, американски лингвист, научник и интелектуалец и еден од најпознатите македонисти во светот. Тој е автор на една граматика на македонскиот јазик на англиски јазик, која што влезе во една голема значајна едиција на издавачката Куќа Ратлич. Значи, меѓу сите словенски јазици влезе македонскиот со делот што го подготви професорот Виктор Фридман. Виктор Фридман е роден на 18 октомври 1949 во Чикаго, Соединетите Американски држави. Студирал руски јазик и литература на коледжот Рид во 1970 година. Прв пат ја посетува Македонија во 1971. Докторирал на Универзитетот во Чикаго во 1975 на тема Граматичките категории на македонскиот индикатив. Има објавено повеќе од 200 публикации, од кои околу 60 се однесуваат на македонскиот јазик. Неговиот труд Граматичките категории на македонскиот индикатив представува прва публикација за модерниот македонски јазик во Соединетите Американски држави. Изворедно е важно што прави македонистички подмладок во Соединетите Американски држави. Веќе негови специјализанти со години доаѓаат кај нас и се формираат во млад научен кадар. За неговиот придонес на планот на македонистиката, тој добил низа признанија од нашата држава. Во 1991, 2003 и 2007 година е добитник на златна плакета од Универзитетот Свети Кирил и Методи, а во 1994 година станува член на Македонската академија на науките и уметностите. На 2 јуни 2009 година во Атина, заедно со македонската политичка партија Виножито во Грција, Виктор Фридман го промовира македонско-грчкиот речник, каде е бурно, нецивилизирано и насилно пречекан од грчката јавност. Дури грчките фашистички активисти на Златна Зора прават обид за напад врз Виктор Фридман за време на промоцијата на речникот. Тој е така еден сталожен човек и секогаш знае да реагира на вистинско место, но тоа е само една епизода со некои екстремни групи. Мислам дека неговата основна дејност заслужува многу повеќе отколку ова да го споменуваме.
Покрај Виктор Фридман, заради посветеноста на проучувањето и афирмацијата на македонскиот јазик и литература, на притисоци, но од друга страна, најде рускиот академик и лингвист Рина Усикова. Рина Усикова е втемелувачна македонистика во Русија. Сега не знам, ако треба нешто повеќе од тоа да се каже, се би било сувишно. Незините научни трудови што се поврзани со македонскиот јазик ги има многу, но еве да ги истакнам само граматиката на македонскиот јазик напишана на руски и големиот македонско-руски речник, кој што доживее неколку различни изданија. Таа почна да се занимава со македонистика во периодот кога Народна република Бугарија беше целосно поврзана со Советскиот сојуз како една од најпослушните членки на источниот лагер и која постојано ја спроведуваше политиката на негирање на посебноста на македонскиот народ и на македонскиот јазик. Но и покрај сите пречки, Рина Усикова не се откажа и продолжи со проучување и афирмација на македонскиот јазик и култура, преведувајќи бројни дела од македонски на руски јазик и создавајќи богат научен опус, со кој се легитимира како еден од врвните македонисти во Руската Федерација и во светот. Десетина години подоцна, токму со заложбите на Рина Усикова, македонскиот јазик на Московскиот универзитет е издигнат на прво рамниште, односно како прв предмет, и оттаму излегле повеќе генерации македонисти, кои што всушност токму под раководство на Рина Усикова стигнале и до највисоките научни степени, односно до степенот доктор на науки од областа на филологијата и конкретно од македонистиката. Истовремено, таа е мисионер на македонско-руско пријателство, како председател на Друштвото на пријатели на Македонија, формирано на 25 јануари 1993 во Москва. Набргу потоа, на 23 април 1993 во Москва е формирано и Друштво на македонско-руско пријателство, на чело со академик Виктор Кумањов и професор Рина Усикова. Благодарение на нејзините заложби, на Државниот универзитет Ломоносов во Москва беше отворен прво лекторат по македонски јазик, но прерасна во 5-годишни студии. Значи, Москва беше по Скопје единствениот центар кој што издаваше дипломи со назив дипломиран македонист. Уште во 72 година беше отворена оваа катедра. Јас сум работела како лектор, па имав тесна соработка со професорката Усикова. Од таа катедра досега се излезени 50 дипломирани македонисти. Рина Усикова доаѓа во Република Македонија во 1993 година како лектор по руски јазик на катедрата за славистика. За извонредните научни резултати е избрана за дописен член на Македонската академија на науките и уметностите, а во 1996 година доби титула почесен доктор на филолошки науки на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Автор е на повеќе од 100 научни публикации и уметнички преводи од македонски на руски јазик, меѓу кои најзначајни се македонски јазик, граматички особености на западнословенските и јужнословенските јазици, македонски јазик, македонско-руски речник во 3 тома, македонски јазик, основи на балканската лингвистика, 2 дел, и словенски јазици, граматика на македонскиот литературен јазик, македонско-руски речник со 40.000 единици, издаден во Москва во 2003 година и други. Во 2005-та ја брани докторската дисертација од севкупноста на незините објавени истражувачки трудови. Во 2007 година Рина Усикова беше меѓу тие што добија државно признание од председателот на државата, медал за заслуги за Македонија. Неколку збора и за делото на академик Зузана Тополинска од Полска. Таа има големи заслуги за развојот на македонистиката во Полска, за унапредувањето на проучувањето на македонскиот јазик на сите нивоа и во сите негови области, за афирмацијата на македонската наука и култура, за изградувањето на македонистички кадри во Полска и на полонистички во Македонија и за ширењето на вистината за Македонија во средините каде што дејствува. Преку семинарот дошла до израз нејзината во почеток можеби прво интерес, а подоцна и љубов кон Македонија, бидејќи
Таа е единствениот странски славист кој станал комплетен македонист и кој дури и се пресели својот живот да го помине во Македонија и да го посвети на развојот на македонската наука, за јазикот воопшто, на македонистиката, секако и на полонистиката и на славистиката воопшто. Значи има една долга традиција на интерес на полските лингвисти за Македонија. Токму затоа, нејзиниот колега од Полска, професор Маќеј Кавка, кој заедно со неговата сопруга, професор доктор Ирена Кавка, е исто така посветен македонист и истражувач на македонскиот јазик, култура и историја, ќе изјави. Ние, македонистите во светот, мислиме дека нема што да се коментира за вашиот идентитет. Не треба да се дискутира за ова прашање. Ако некој го оспорува, тоа е негова работа, а не работа на Македонија. Македонија постои, има свој јазик, литература и култура. И бесмислено е некој да го оспорува идентитетот на македонската држава. Меѓу најистакнатите лингвисти секако треба да се споменат професорот Влогимир Шпјанка и професорот Кшиштоф Вроцлавски и двајцата од Варшавскиот универзитет. И двајцата долго време поминаа во Македонија, работеа како лектори по полски јазик, но и собираа материјали за своите научни трудови. Така, професорот Пјанка се смета за основоположник на македонската ономастика, бидејќи доста се занимаваше со топонимијата и со личните имиња во Македонија. Во редот на пријателите и поддржувачите на Република Македонија неодминлива е Олга Панкина, позната македонистка и преведувачка, поет и популаризатор на македонската култура во Русија. Ретки се македонските автори на кои што таа не им посветила сериозно внимание, токму затоа што, реков, таа е антологичар, односно составувач на антологии. Олга Панкина е родена на 16 март 1957 година во Москва. Дипломирала на Московскиот државен универзитет Ломоносов по струка филолог од областа на словенските јазици и литература. Подолго време престојувала во Македонската академија на науките и уметностите, посветувајќи се на проучувањето на македонскиот јазик под менторство на академик Блаже Конески. Денес предава македонски јазик на Меѓународниот словенски институт во Москва. Ја води рубриката за Македонија во литературно-уметничкото списание Меценат и свет, што се издава во Москва. Председател е на невладината организација Македонски културен центар, формирана по нејзина иницијатива во 2009 година во Москва, со цел запознавање на граѓаните на Русија со културата, историјата, јазикот, уметноста и современиот живот на Република Македонија. Многу активно и успешно ги презентира македонските културни вредности во Руската Федерација. И таа би рекле е најактивниот преведувач од македонски јазик на руски јазик. Всушност, приопштувањето на македонската литература кон руската е основната обсесивна тема на Олга Панкина. Има објавено над 40 трудови. Преводи на руски, од македонски и од други словенски јазици, како и од руски на македонски. За повеќето преведени автори напишала и белешки во изданијата. Автор е на повеќе статии за Македонија во разни руски списанија. Заради нејзиниот научен и преведувачки опус, професор Панкина е добитник на многу награди и признанија во Русија, а во Република Македонија е добитник на наградите Златно перо, Григор Прличев, медал Блаже Конески и многу други.
Споредот на пријателите на Македонија, неодминливи се двајца влюбеници и истражувачи на македонскиот јазик и книжевност, македонистите од Хрватска Горан Калоѓера и амбасадорот на Република Хрватска во Република Македонија Златко Крамарич. Професор Горан Калоѓера има зад себе над 3 децении активна научно-наставна дејност во областа на македонистиката, со несомнен придонес кон позиционирањето на таа научна дисциплина во рамките на модерната хрватска култура. Почетните интереси за македонистиката на професор Калоѓера се поврзани со 1982 година, кога тој првпат учествува на семинарот за македонски јазик, литература и култура. Веќе следната 1983 година го иницирал покренувањето на познатите македонистички студии на Универзитетот во Риека. Несомнен е неговиот интерес и за појавите во модерната македонска култура, пред се на македонската поезија. Тој е приредувач на изданието за Кочо Рацин на хрватски јазик, како и на одделни книги на браќата Миладиновци, Григор Прличев, Блаже Конески, Гане Тодоровски, Матеја Матевски и други. Заради неговиот целокупен научен придонес кон афирмацијата и развојот на македонистиката, професор Горан Калоѓера беше прогласен за почесен доктор на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Станува збор за личност која што ја сака македонската земја, македонската култура и тоа ја сака во навистинска смисла, без малку личност која што е на некој начин македонизирана и станува збор за личност која што застанува на еден одбранен пост на некои проблеми и прашања, одбранен пост од македонска позиција гледано. Додека интересот на професор Калоѓера е повеќе насочен кон македонската поезија, професорот од Универзитетот Јосип Јуреј Штросмаер во Осијек и амбасадор Златко Крамарич е еден од најдобрите познавачи на современото македонско прозно творештво. Роден е во 1956 во Осијек, каде завршил основно и средно образование. Дипломирал славистика и филозофија на Филозофскиот факултет во Загреб, а магистрирал на делото Големата вода на Живко Чинго. Неговиот магистерски труд уште тогаш беше за Чинго, за Чинговиот роман Големата вода. А потоа и неговата докторска дисертација беше на македонска тема, која што ја одбрани во Нови Сад професорот Ивановиќ, тоа беше тема за романите на Славко Јаневски. Веќе тоа се две капитални студии, сработени, реализирани од истражувач што е надвор од Македонија и за нас изводно значајни. Бројни се неговите трудови посветени на книжевноста на Славко Јаневски, Живко Чинго, Ташко Георгиевски, Коле Чашуле, а сега и на помладите македонски творци како Венко Андоновски и други. Во периодот од 1979 до 1991, како што вели самиот, грижливо им предавал македонска книжевност и култура на студентите на Педагошкиот и на Филозофскиот факултет во Осијек и на други факултети, а преку историјата на македонската книжевност им откривал цела една низа трауматични места од политичката историја на македонската нација, пишувајќи постојано за македонските теми и дилеми. Крамарич во Република Македонија во 2010 година го издава трудот Идентитет, текст, нација. Во ова извонредно дело од теоријата и филозофијата на книжевноста, Крамарич ги анализира сите драматични прашања кои се дел од македонската современост. Името, идентитетот, историјата, идеологијата, етницитетот, класата, традицијата и така натаму. Можна интересно е неговото толкување на проблемот со името, чие бришење или преименување тој го споредува со Холокаустот и Јадвашем, музеот на Холокаустот во Израел. Тргнувајќи од анализите на еден современ писател, Дерида, кој што запишал дека се не станува, но само имињата се неуништиви, дека тие остануваат како пепел која го чува сеќавањето и дека Холокаустот бил крајно насилна акција која имала една единствена цел – бришење на името. Крамарич наведува дека бришењето на името било многу повеќе од убивањето луѓе. Затоа Јадвашем првенствено е сеќавање на имињата, место каде се задржале имињата. При тоа се анализира тезата дека секое погрешно именување, кое во одредени околности изгледа прагматично и оправдано, но кое не одговара на суштината на она што го изразува, долгорочно значи откажување од вистината, од идентитетот и од самите себе.
Своевиден македонски јадвашем, констатира Крамарич, е зборникот на браќата Миладиновци. Токму името, токму насловот на тој зборник произведува цела серија недоразбирања, затоа што она што следува за тоа име, наслов, подпис, воопшто не одговара на неговата содржина. Соочени сме со парадокс. Некој ставил подпис на нешто што во најголема мера не кореспондира со она што всушност се подпишува. Тоа биле самите автори на зборникот или тогашните меѓународни политички односи. Но токму тоа туѓо име може би се вклопувало во пост или риската јужнословенска политичко-културна визија на бискупот Јосип Јурај Штросмер, па авторите по негов наговор се согласиле зборникот да го именуваат со туѓо име. И токму тоа несоодветно именување век и половина им создава проблеми на македонците во нивниот диалог со бугарското негирање на македонската јазична и народносна посебност. Академик Радомир Ивановиќ по потекло од Црнагора, а својот професионален растеж го доживеал во Србија. Докторирал на Филолошкиот факултет на Универзитетот во Белград, а како професор работел на Универзитетот во Приштина, каде што бил шеф на катедрата за јужнословенска книжевност, и на Универзитетот во Нови Сад, каде што предавал македонска книжевност. Во неговиот импозантен опус на објавени трудови, неколку стотини се однесуваат на македонската литература, почнувајќи од книжевни огледи, критики, антологии на македонска поезија и проза, портрети и дела на македонски творци. Бројни се неговите трудови посветени на Миладиновци, Григор Прличев, Коста Рацин, Блаже Конески, Ацо Шопов, Славко Јаневски, Живко Чинго, Ташко Георгиевски, Борис Вишински и други. Ивановиќ се занимава главно со нивните поетички прашања, со поетиката на тие автори. И во смисла на тоа, неговите студии квалитативно ја надополнуваат науката што се занимава со македонската литература од 19-тиот до 20-тиот век, затоа што во квалитативна смисла неговите студии заземаат еден интересен истражувачки корпус. Во прашање се прашања, повторувам намерно, со кои што, барем за некои од нив, македонските истражувачи се занимавале можеби нешто помалку. Академик Радомир Ивановиќ за неговиот научен придонес кон афирмацијата на македонската книжевност е прогласен за почесен доктор на науки на Универзитетот Свети Кирил и Методиј. Желју Желев, прв председател на Република Бугарија, избран на слободни и демократски избори, автор на повеќе книги, одликуван со највисокиот орден во Бугарија Стара планина. Во македонската историја ќе биде запишан како човекот кој прв ја признава Република Македонија под нејзиното уставно име во 1992 година. Желев бил свесен дека доколку не се започне процесот на признавање на Република Македонија како независна држава, имало опасност војната која беснеела низ југословенските простори да се префрли и во Македонија. За да го спречи тоа, Желев на сопствена иницијатива започнал кампања за признавање на Република Македонија. После Бугарија се смета дека неговата иницијатива за признавање на Република Македонија имала влијание и во други земји кои ја признаа Република Македонија под уставното име. Во декември 2012-тата Желев го искажа своето незадоволство од политиките на Бугарија кон Македонија, истакнувајќи дека Бугарија со ваквата политика се доближува кон политиката на Грција во однос на Република Македонија. За неговите непроценливи заслуги за Република Македонија, Желју Желев беше одликуван со орденот 8 септември од страна на македонскиот председател Ѓорѓе Иванов. При примањето на орденот, Желев истакна: Република Македонија е признаена со нејзиното уставно име од 127 земји, меѓу кои Руската Федерација, Турција, Соединетите Американски држави, Кина, Велика Британија и други.
Срамота е денес да се прават обструкции Република Македонија да фигурира со нејзиното уставно име. Изборот на името на една држава е свето право на нејзиниот сопствен народ. Кристофер Хил, американски дипломат, кој од 1996 до 1999 година ја вршеше функцијата прв амбасадор на Соединетите Американски држави во Република Македонија. На почетокот на 90-тите години, САД беше една од првите држави која воспостави дипломатски односи со Република Македонија и отвори дипломатска мисија во Скопје. Кристофер Хил, како нејзин прв амбасадор, има исклучителна заслуга во развивањето и јакнењето на релациите и соработката помеѓу Република Македонија и Соединетите Американски држави, како и во јакнењето на меѓународната позиција на Република Македонија во првите години од независноста. За ваквите негови заслуги, во 2007 година на Кристофер Хил му е доделен и орден за заслуги 8 септември од страна на председателот на Република Македонија. Ото фон Хабсбург е најстариот син на Карло I, последниот австро-угарски император од Хабсбуршката династија. Како визионер кој се залагал за енормно проширување на Европската унија, тој бил член на Европскиот парламент и долгогодишен председател на Паневропската унија. Благодарение на неговото председателствување со оваа организација, Република Македонија ќе ја ужива најсилната поддршка од Паневропската унија на патот кон евроатлантските интеграции. Ото фон Хабсбург ја поддржуваше Македонија уште од почетокот на нејзината самостојност. Со неговата изјава "Вашето историско име е Македонија", повикуваше на историското право кое го има Република Македонија врз своето име. Председателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов, го одликуваше Ото фон Хабсбург со орден за заслуги за Македонија. Питер Брук, светски познат театарски и филмски режисер од Англија, кој зад себе има оставено над 50 представи и над 10 филмови. Добитник на највисоките награди од областа на театарот во светски ранг. Влюбеник во Македонија, македонскиот народ, традицијата, културата и историјата. Тој го има покренато македонското прашање во сите земји каде што работел. Во Република Македонија ја доби наградата за хуманизам, која ја доделува Свети Климентовата школа за хуманизам од Охрид со поддршка на УНЕСКО Охрид. Роберт Бадинтер, еден од најистакнатите француски правници, универзитетски професор, министер за правда на Франција, председател на Уставниот совет, председател на Арбитражната комисија за земјите од поранешна Југославија. Арбитражната комисија, предводена од Бадинтер, при распадот на Југославија излезе со став дека Република Македонија, покрај Словенија, е единствената држава од југословенските републики која ги исполнува сите услови за нејзино признавање како независна држава. Подоцна, Роберт Бадинтер стана еден од најгласните поборници за признавање на Република Македонија, гласно спротивставувајќи се на неправдите кои беа нанесени на Македонија при нејзиното признавање и прием во Обединетите нации. За време на конфликтот во 2001 година, Бадинтер повторно беше повикан од македонските политичари да помогне во справувањето со кризата во Македонија. Бадинтер, за потребите на Република Македонија, го измисли така наречениот Бадинтеров принцип на гласање, кој представува носење одлуки со двојно мнозинство. Денес Бадинтер истакнува: "Секогаш кога ќе можам да ја бидам од корист на Македонија, ќе го направам тоа, па дури и со измислување на нови уставни норми, за кои со задоволство дознав дека го носат моето презиме." Во 2006 година Роберт Бадинтер беше одликуван со орденот 8 септември за исклучителен придонес за јакнењето на меѓународната положба и углед на Македонија и за придонес во развојот и афирмацијата на меѓуетничките односи.
Джейсон Мико се запознава со Македонија во 1996 година, кога пристигнува како волонтер во Мерси Корпс, хуманитарна организација со седиште во Портланд, САД. Потоа ја извршува функцијата извршен директор на Американската стопанска комора во Македонија и извршен директор на фондацијата Борис Трајковски. Джейсон Мико е еден од најголемите познавачи на приликите во Југоисточна Европа и по запознавањето со македонското прашање, тој станува бескрупулозен борец за македонската вистина. Преку неговите редовни колумни во македонскиот и во американскиот печат, перманентно повикува да се стави крај на спорот, кој што Република Грција го има со Република Македонија, да се прекине со притисоците кон Македонија да го смени своето име и Македонија да се интегрира во евроатлантските организации. Како човек кој направил многу за Република Македонија пред светот, македонските власти одлучуваат Джейсон Мико да биде почесен конзул на Република Македонија во Аризона, САД. Жак Ширак, француски председател кој припаѓа на десниот центар, едно од најзвучните имиња во поновата историја на Европа. Ширак ќе биде запаметен како еден од најголемите пријатели на Република Македонија во периодот на осамостојувањето, но и за време на конфликтот во 2001 година. На самитот на НАТО во Брисел во 2001 година, Жак Ширак ќе подвлече: НАТО не треба да исклучува ниедна опција во напорите за враќање на мирот во Македонија. Активностите на албанските екстремисти представуваат закана за стабилноста на Балканот, поради што мора да биде испратена јасна порака дека нема да дозволиме отворање нов круг насилство и нетолеранција, што би влијаеле негативно врз мирот и стабилноста на целиот регион. Раде Шербеджија, најголемото име во светот на филмот од балканските простори. Роден во Хрватска, завршува Академија за филм, театар и телевизија, има одиграно над 80 филмски и театарски улоги. Во 1994 бил ангажиран од страна на македонскиот режисер Милчо Манчевски за филмот Пред дождот, кој доживува голема слава. Од тој момент Раде Шербеджија се искачува на самиот врв во светот на филмот. Започнува неговата кариера во Холивуд, каде што снима повеќе филмови со врвни светски имиња. После филмот Пред дождот, Раде Шербеджија станува еден од најголемите пријатели на Република Македонија од светот на филмот. Во Македонија работи на неколку проекти, добива филмски и државни награди, ја промовира македонската кујна, вино, култура и историја низ светот. Во една прилика ќе истакне дека Македонија ја чувствува како втор дом. Хусто Хорхе Падрон е еден од најпознатите и најпреведуваните шпански поети од втората половина на 20 век. Неговата поезија е преведена на 44 јазици, а добитник е и на голем број меѓународни награди и признанија. Падрон важи за еден од најгласните борци во ширењето и заштитата на македонската култура и самобитност во времето на најголемите оспорувања на нашиот народ и нашата држава по осамостојувањето. Во тој период Падрон покренал бројни петиции за поддршка на Македонија. Има добиено поголем број признанија во Македонија, а во 2005 година станува и почесен доктор на филолошки науки на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Хусто Хорхе Падрон е лауреат на Струшките вечери на поезијата и наш почесен конзул во Мадрид. Патрик Крисман, прв амбасадор на Франција во Република Македонија и првиот кој масовно го расшири франкофонството во Република Македонија, преку кое Франција и Македонија градеа се посилни врски на пријателство. Во 2013-та Македонската академија на науките и уметностите на Патрик Крисман му додели признание за посебен придонес во афирмирањето на македонскиот јазик, литература и култура на француското говорно подрачје. Дорис Пак,
германска политичарка од партијата Христијанско-демократска унија, член на Европската народна партија во Европскиот парламент, председател на одборот на Европскиот парламент за Југоисточна Европа, координаторка за култура, образование, медиуми и спорт. Дорис Пак е заслужна за воведување на бројни реформи во Република Македонија. Во однос на спорот со името и членството на Република Македонија во Европската унија, во еден момент Дорис Пак изјави: "Тоа е голема грешка, тоа се должи и на нашето правило кое му дава на Европскиот совет да одлучува едногласно за отворање преговори. Грција е таа која блокира. Не зборуваме за Грција, туку за грчките политичари кои не гледаат што се случува од другата страна и не се согласуваат земјата да се развива кон Европската унија. Грчкиот национализам кој ја прави блокадата го разгорува и македонскиот национализам. И сето тоа доаѓа од членка на ЕУ и НАТО." Дорис Пак за нејзините напори за меѓународна афирмација и приближување на Република Македонија кон Европската унија, во 2007 година беше добитник на престижното признание, плакета и диплома Борис Трајковски, која ја доделуваат Паневропската унија на Македонија и Меѓународната фондација Борис Трајковски. Бернард Поселт е повеќегодишен германски пратеник од групата Пријатели на Македонија во Европскиот парламент. Поселт важи за еден од најголемите поддржувачи на Македонија во незината понова историја. Бројни се неговите активности, иницијативи, заложби и изјави за влез на Македонија во НАТО и во Европската унија. Околу спорот со името и блокадата на Македонија во НАТО, Поселт во 2009 година ќе истакне: "Никој во Германија и во Европската унија не ја разбира блокадата за Македонија. За мене, Македонија е Македонија и секоја земја има право на свое име и идентитет." Реджеп Тајип Ердоган, турски политичар кој ги извршувал функциите градоначалник на Истанбул, премиер на Турција и председател на Турција. Ердоган е еден од најсилните поддржувачи на Република Македонија во спорот со Република Грција. По негово инсистирање, македонско-турските односи се кренаа на највисоко можно ниво кое можат да го постигнат две суверени и независни држави. Тој е иницијатор на договорот помеѓу Македонија и Турција за взаемен одбранбен сојуз меѓу двете земји. Иницијатор за негување на ликот и делото на Мустафа Кемал Ататурк, кој бил роден во Македонија. Неговите изјави со поддршка кон Македонија се бројни. Од тоа дека Турција никогаш нема да дозволи Македонија да биде нападната од Грција, бидејќи Турција би одговорила реципрочно кон Грција, до изјавата дека Грција нема ништо заедничко со името Македонија и со македонската историја. Во март 2015-та Реджеп Тајип Ердоган изјави: "Турција и Македонија се браќа. Турција секогаш ќе стои зад македонците. Турција секогаш ќе биде на страната на Македонија, бидејќи Грција не е во право. Македонија секогаш ќе остане Македонија. Тоа што сме го заборавиле во 1912-та, сега можеме да го поправиме. За нас, Анкара и Скопје немаат никаква разлика и никогаш нема да ги оставиме нашите браќа сами. Секогаш ќе бидеме со нив и секогаш ќе им помагаме и стоиме зад нив." Турција, начело со Ердоган, е најголемиот поддржувач на Република Македонија на нејзиниот пат кон членство во НАТО. Карл Билт, премиер на Шведска во периодот од 1991 до 1994 година, шведски дипломат и добитник на Нобеловата награда. За време на неговото министерување со шведската дипломатија, Република Македонија доби препорака за почеток на преговорите со Европската унија, за која голем придонес имаше токму Карл Билт. Карл Билт се покаже и како голем поддржувач на Македонија во спорот со Грција, пошто во еден период беше и директно вклучен во процесот. Виктор Орбан е премиер на Унгарија од редовите на унгарската демохристијанска десница, која ја издигна Унгарија на високо економско, воено и меѓународно ниво. Орбан е еден од најголемите поддржувачи на Македонија како во спорот со Грција, така и за членството на Република Македонија во ЕУ и НАТО.
Во декември 2013-та Орбан во Скопје ја прими наградата 8 септември, која му ја додели председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов за исклучителни заслуги за развивање и за цврстување на пријателските односи на Република Македонија и Унгарија, како и за афирмирање и јакнење на меѓународната положба и углед на Република Македонија. На 25 јули 2014-та Орбан ја доби наградата Гоце Делчев, која ја доделува Обединетата македонска дијаспора. Јанез Јанша, поранешен премиер на Словенија и докажан пријател на Република Македонија. Во време кога Јанша застана на чело на словенечката влада, Република Македонија ја доби најсилната поддршка од Република Словенија, која се вбројуваше во трите најпријателски земји на Македонија. На самитот на НАТО во Букурешт, Република Македонија, покрај поддршката од Турција и од САД, голема поддршка доби и од Република Словенија. На наредниот самит на НАТО, одржан во Чикаго, Јанез Јанша повторно ја потврди поддршката која Словенија ја дава на Република Македонија во незините евроатлантски интеграции и во спорот помеѓу Република Македонија и Република Грција. Соломон Паси, евреин од Република Бугарија, поранешен министер за надворешни работи на Бугарија, кој лобираше за влез на Република Македонија во евроатлантските организации. Како докажан пријател на Република Македонија, подоцна премиерот Никола Груевски го ангажира Паси како личен советник за интеграциите на Република Македонија во НАТО. Соломон Паси бил министер за надворешни работи во периодот кога Бугарија станала членка на НАТО. Токму поради ова негово искуство, тој се нафати да биде советник на Република Македонија. Интересно е тоа што Соломон Паси за овој негов ангажман од страна на македонската влада побарал надомест од само 1 евро, со што сакал да ја покаже наклонетоста кон Македонија и да помогне во незините интеграции. Ќе биде запаметена изјавата на Соломон Паси, која ја даде како советник на македонскиот премиер. Ако Македонија не ја добие поканата за НАТО идната година, ќе ја вратам платата од 1 евро со камата. Со тоа сакаше да ја искаже својата поддршка кон Македонија. Робин О'Нил, британски политичар кој беше првиот медијатор во спорот помеѓу Република Македонија и Република Грција. Тој во почетокот на спорот беше целосно наклонет кон македонските позиции и повеќе пати истакнуваше дека не ги сваќа барањата на Република Грција. О'Нил беше првиот политичар кој изјави дека Македонија мора да бара признавање во Обединетите нации под уставното име. Тој до ден денешен истакнува дека Грција не сака да го реши спорот кој го наметна на Македонија и дека единствената цел на Грција е да ја држи Македонија надвор од евроатлантските организации. Воедно, Робин О'Нил е еден од постојаните поборници НАТО и ЕУ да ја вбројат Република Македонија во незините членови. Џорџ Буш, председател на Соединетите Американски држави во 2 мандата. Буш најотворено ја поддржуваше Република Македонија во незиниот развој и незиниот пат кон евроатлантските интеграции. За време на неговото председателствување, Соединетите Американски држави ја признаа Република Македонија под уставното име, чин кој предизвика жестоки реакции на грчката држава и на грчката дијаспора во САД, која е една од најбројните. Буш одлучно ги отфрли овие напади, истакнувајќи дека Македонија има целосно право на своето име. На самитот на НАТО во 2008, одржан во Букурешт, Џорџ Буш покрена иницијатива Македонија да влезе во НАТО и без грчката поддршка. Пред самитот за време на неговата посета во Загреб, Буш ја вброи Македонија помеѓу трите земји кои треба да влезат во НАТО алијансата. По блокадата од страна на Грција на самитот во Букурешт, Џорџ Буш со македонскиот премиер Никола Груевски подпиша одбранбена спогодба за воена одбрана на Македонија од страна на САД, иста каква што Македонија подпиша и со Турција. Во септември 2015-та Џорџ Буш беше одликуван со орден на Република Македонија од страна на македонскиот премиер Никола Груевски.